Зорица, дали се сеќаваш на времето кога веќе ја отворивме ретро темата, нели пред излегување добивавме пореки на хартија, нели ако некој сака нешто да ни каже, мислам после излегување ако случајно имаш симпатија. Па и после излегување, но и знаевме во училиште да си поддадеме под клупа да оставиме на тоа. И што е поубаво, мирисот на хартија или DM на Инстаграм? Ова е многу тешко прашање. Мирисот на хартија веројатно затоа што некако отвараш, па треперењето дека чекаш поштар да задзвони ако е реално вистинско писмо. Ама никој нема напишано писмо како ова со кое што ќе го отвориме нашиот ретро петок. Година е 2001, преслушуваме едно ремек дело од Макфест, каде што нашата виолинистка и вокал со совршен апсолутен слух Адријана Јаневска испеа химна за скршени срца. Така. Твоето писмо, моја Библија. Да, се извинувам, Макфест, Скопски фестивал, се извинувам, помешав. Сребро краде месечина, а тебе сонце полни зеници, нека небо далечина, претешка далечина. Тебе те нема, Твоето писмо, два-три реда. Не знаеш таа кореографија? Како не, тоа и тргам да ти кажувам дека овие песни на времето кога растевме се користеа како песни на кои што измислувавме кореографија и истото ја имавме на патронатите на основните училишта. Дали сега повторно тоа се прави, се играат? Не знам. Има мало дете кое што до сега не учествувало во таква точка. Не, Зорица, ние кога завршивме училиште се заврши, нема ни приредби, ни патронати, ништо, па ни ретро музика не. Има и одлично е секое утро кога започнуваме вака, а петокот не само што има цел да се поблиску до викендот, да го најави викендот, туку и да наврати на убави време. Ја продолжуваме во ретро ритам. Во студио веќе танцував со тоа среќа што не се види, ама наред е жената која што е синоним за македонската поп рок антологија. Во 1999 година го издаде албумот Обојме, кој што буквално ја обој македонската музичка сцена. И не само што е обој, туку ја натера и цела Македонија на глас да си го поставува на вечно најкомплицирано прашање меѓу мажите и жените. Дали ме сакаш 1999 година, Калиопи на Радио 2 и на македонската телевизија токму сега. Така, фатете белешки. Калиопи прашува, вие само појачете го радиото.
како тебе нема никаде. Да има само една звезда на небо, ти би створил 5. Се што возможно ти правиш, право чудо е. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. За некој ти си болна мама, но за мене прав си цвет. Да се смејам, да те слушам, да го превртуваш цел свет. А можда не си право злато, но имаш голем шарм и стил. А и не би било интересно кога искрен ти би бил. О, да! Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се дури ти ме лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш, и не е толку важно, ти край мене заспиваш. Дали ме сакаш, и не е толку важно, ти утрата со мене ги очекуваш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се дури ти ме лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, и не е толку важно, ти ми се допаѓаш. Дали ме сакаш или ме посакуваш, се додека ти лажеш, сам си веруваш. Дали ме сакаш и Калиопи на Радио 2 во звук што се гледа. Ване се додека се лажеш, сам си веруваш, како да ти Ке речам. си верувам. Белешки фати. Фатив белешки. Почнавме 2001 и само минусираме. Стасавме до 99-та и сега одиме на 98 година. Време кога во собите на тинеџерките висеа постери од 5 момчиња со неверојатни фотографии. Македонскиот одговор тогаш на популарните Backstreet Boys се Ете, разбира. кои беа нашите? Нема, нашите беа поубави. Магија, Јован Дамјан и Лазар и Зоки, ако не се лажам, дечките кои внесоа нов европски звук на нашата сцена. Интересен факт е дека нивниот деби албум го сруши рекордот на продажба во тоа време. Навистина беа многу сакани и слушани. Да, еве се со Магија. Имаше постер или немаше? Имав постери, имав среќа Јован да ме биде комшија, па сите нови постери меѓу првите ги добивавме. Леле греота Јован, колку му досаѓаше од 1 до 5 на врата? Многу му досаѓавме. Добро, Магија 98 токму сега. Не сум рудар злато, јас да пронајдам. Не сум пилот крај тебе, јас да долетам, за да те однесам некаде далеку и дел од твоето срце јас да украдам. Не сум сликар кола да те нацртам, немам дозвола со кола да те повозам, но можам за тебе песна да напишам и да те опеам вечерва. Ке ми треба магија, за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знај, само штом те погледнам. Ке ми треба магија, за да те освојам, ти ќе бидеш моја, знај, само штом те погледнам.
usni da ti navlažnam. Ne sum nitу mangu tebe da te izmamam, za da te odnesam nekade daleku i delo tvojto srce jaz da ukradam. Ne sum slikar gola da te nacrtam, nemam dozvola sokola da te povozam, no možam za tebe bez nada napišam i da te opejam večer van. Ke mi treba magija, sada te osvojam, ti ke bideš moja znaj, samo štom te pogledam. Ke mi treba magija, sada te osvojam, ti ke bideš moja znaj, samo štom te pogledam. Многу ми е јако кафето, многу јако кафе пијам наутро за да ме расани. Ова е претирано. Не треба магија. Леле колку ги сакам петоциве. Зашто ги сакам петоциве? Сите ги сакаат, ама морам да зошто ви- не ми одговори? Заради музиката или заради тоа што утре не се работи? Па музиката. Јас Комбинација, сум работник. баланс. Комбинација. 20 степени е моментално температурата 20. во Скопје, гужва немаме ни сообраќај, проблеми немаме, на државните патишта исто така се вози без проблеми, чисто да ги информираме слушателите да знаат дека сме во живо, но во петок секогаш даваме предност на Музика, ретро да, музиката. апсолутно. Радио 2 мората сме на Facebook и на Instagram, веднаш последно во нешто ќе се вратиме и на вашите пораки, ги има доста утрово. Ги има утрово, а каде што има ретро македонска музика, едноставно невозможно е да се помине било кој ден без да го споменеме, односно без да слушнеме нешто од него. Кралот на романтиката, колку убаво е напишан во самата најава. Да. Човекот кој што напиша едни од најбавите стихови во нашата историја, се работи за Владе Аневски. Годината е 98-ма, истата Така. година кога не представуваше на Евровизија. Оваа песна станува апсолутен радиски хит уште во првата недела од пуштањето и до ден денес се пее на секоја забава. Па затоа, каде и да сте, автомобилот или канцеларијата или дома, попуштате, направи место. Канцеларијата не знам како би ја попуштиле. Попуштате. Ба, оставете ја позади вас и играјте. Попуштате, верувајте. Добро утро. Уживајте. Уште еден град и ладна соба, луѓе што ни име не им знам, ме продаваат ко скапа роба. Гледам алчност на кило, а топлина ниту на грам. Негде дише таа што ја барам, со цвет во коса од Бога насликана. А овде сум со полна пепељара и твојта младост ко поклон во чаршав завиткана. Направи место, сладка сестро, која и да си, ти ке ме спасиш од лудило. Направи место и лажи ме нешто, јас просто не смеам ноќна да сум сам. Велиш за тебе сум чула се што, велам остај тоа, љуби ме на рад. Ебе ти ладно срце и тело жешко, мојот карван ке пројде, а кучиња нека го лад. Направи место, сладка сестро,
i da si, ti ke me spasiš od ludilo. Napravi me to, laži me nešto, jaz prosto ne smejam, no kiva da sam sam. Napravi me to, slatka sestro, koja i da si, ti ke me spasiš od ludilo. Napravi me to i laži me nešto, jaz prosto ne smejam, no kiva da sam sam. Mission incomplete. Execute orders. Employ maximum radar activity. Какви видеозаписи сме имале? Ето тоа беше нашиот последен коментар пред да се вратиме назад во Види, студио. само види, цели филмови. Цели филмови. Иако, нели, секако трендот кога зборуваме за музиката, мислам дека македонската поп музика и воопшто македонската музика го следи. Сме имале можеби мали кризи неколку години и слично, но на вистина гледа што се случува во ова 2026 година. Да, а од 2026 се враќаме на почетокот на 2000-та година, кога Ме врати, зборуваме, добро. да, Аха, кога добро. зборуваме за деловна, но пред се љубовна синергија на сцената, некако не смееме да ги заборавиме Силви и Владко, кои што се вистински пример за тоа. Нивниот Силви бенд секогаш знаеше како да ја размрда публиката. А се уште ги размрдува младите. Ги Мора, размрдува. нема да ни се налутат, нели имаше и беа вирални едно време на социјалните мрежи. Силви без бенд, кога беше Силви сама, нели, на фотографија. Еве ни се заедно. Имаше една. Ме имаше- полудуваш, годината е 2000 година. Уживајте. Твоите очи небесни, кога ги гледам, сваќам дека залудно од тебе бегам. Тотално се изгубив, не сум ни своја, никому не припаѓам, туку сум твоја јас. Кај тебе за мене гледам спас, во срцево го слушам твојот глас. Не шепоти за љубов и за нас. Те чувствувам како ме галиш, како ме палиш. Ме љубиш, не се сопираш, ме возбудуваш како ме галиш, како ме палиш. Целата ме допираш, ме полудуваш. Тие усни најсладки, кога ги љубам, очите ги затворам, до нив се губам. Сакам твоите допири, да ги крадам, сосема се опуштам, да ти се дадам јас. Кај тебе за мене гледам спас, во срцево го слушам твојот глас. Ми шепоти за љубов и за нас. Те чувствувам како ме галиш, како ме палиш. Ме љубиш, не се сопираш, ме возбудуваш како ме галиш, како ме палиш. Целата ме допираш, ме полудуваш, а ти ме галиш, а ти ме палиш. Ме љубиш, не се сопираш, ме возбудуваш како ме галиш, како ме палиш. Целата ме допираш, ме полудуваш.
Ако ме галиш. А Ќе ти престанам ме тука. палиш. Видија се. Видија се. Така, и на текстот ја не го измислив, само си пеам тоа што е. 7:52. Колку брзо помина времето. Многу брзо помина времето и имаме време барем за уште една песна. Барем. За крај, барем. Но од сите кои што ни остана, решив да завршиме со Дарио, односно решив, затоа што и на една колешка и на друга колешка има еден од омилените пејачи. Па и од омилените пејачи најмилената песна. А оваа другата наша колешка денес слави роден ден. Ау, добро. Да и честитаме роден Па ден. ја мислам дека ова е совршен начин да го честитаме Да, роден ден. ни го расипа Зорица изненадувањето кога влезе колешката во студио и честиташе роден ден пред време додека траеше музиката, Не беше планирано, ама тоа беше и за мене изненадување. и за тебе изненадување. Ќе ја видите нашата колешка Кристина во 8 часот на вести, денес слави роден ден. И Ќе чита го вести честитаме роденденски. И чита вести роденденски. Се надеваме убави вести, имаме овој петок, ова утро 10 јули. Нека ни е срекна, здрава и жива. Би требало, а со следнава песна која што се помачивме да ја ископаме со оглед на тоа што не можевме да ја пуштиме на телевизија, бидејќи нема собствен видеозапис, па моравме да се помачиме да најдеме од некој настап. А настапот случајно или не баш одовде, така што една од моите омилени песни на едно од моите омилени места за мене и за роден денката, па и за сите кои што го сакаат. Дарија Косолка од студијата на Македонската радио телевизија. Може и да е ова студио каде што сме во Може. моментот. А може и другото. Да. Кога гледам нарцис или златен плас, од секаде до мене допира тој нежен глас. Повторно го пееш оној свој рефрен, Косолка моја со жолто нежен тен. Се за тебе знам, а ти не постоиш. Сакам да те допрам, во воздух трепериш. Тврда дека има некој живот друг. Дали јас и ти сме биле баш во таков круг? Ако можеш, врати ми ја Боже.
Врати ми ја Боже. Немам чувство дека е писнала 87 година, постара од мене 2 години. Немам такво чувство. Значи, знаеш ли што размислав додека одеше песнава, во каква година сум се родил, какви квалитетни песни излегле тогаш во етер. Вана, романтиката била на едно друго завидно ниво, кога Завидно била ниво. песната во врачање. Симона и Драги не пуштија 3 минути порано. Никогаш водители на утринска не запеле, сега ќе ги натерам да запеат заедно со нас Подказна? рефренот под казна. Ја знаете ли песнава, дечки? Нормално па 3-4. Сериозен сум. 3-4. Ако можеш, Врати ми ја Боже. кулминира Или се и мене. овде во студиото. Се извадија. се извади. Должен Ама важно прекусник. почна. Почна, Нормално. ќе го довршат од Ќе некој ви друг. спреме сега по одјавување на Да. овој блок. Само да си ги поздравиме ние и нашите слушатели, продолжуваат на Радио 2 да уживаат со Ретро Петок, Зорка, така? Така, едва и чекам, а останувате вие овде и исто така уживате во квалитетна програма или се слушаме на Радио 2. Да, а со мене од 10 часот во ритмот на денот. Чао, чао. Чао. Секоја чест за Ретро Петок, ова и нас ни се Јас допаѓа. тргнам веќе да идам на кај нив за да Да не запеем. оспееме песната, меѓутоа има време и за тоа. Ви благодариме на вниманието до овој момент, на некои 2 минути до точно 8 часот, кога практично ги очекуваме и првите информации, односно најновите информации до овој момент. Со нас веќе се гледате за кратко, односно нешто по 8 часот и 10 минути со првиот разговор во студио. Сите они Односно содржини. со темата на денот. Токму така.